Здраво, здраво и добродојдовте на една поинаква верзија на Europe House подкаст, кој што го започнав пред 4 години со цел да зборувам на теми поврзани со уметност, култура и теми од урбаното живење. И секако овој видео подкаст не би можел да почне поубаво доколку со мене не беше мојата денешна гостинка, колешка и другарка, со која што студиравме заедно на факултетот за драмски уметности. Со мене е Тамара Котевска, која што верувам дека сите многу добро ја знаете. Тамара со својот прв документарен филм Медена земја го освои светот и ни покажа на сите дека ништо не е невозможно. Здраво, Тамарке, добро ми дојде. Здраво. Искрено, денеска не планирав толку многу да збориме за Ханиленд. Сега повеќе да се збориме за теми кои што се повеќе лични и сите предизвици со кои што се соочуваме во оваа наша професија, која што сами си одбравме и никој не ни е крив. Искрено дамна сакав да ми дојдеш на гости, ама не можам да те пофатам. Мислам, поголемиот дел од времето не си ни во државава. Сакав да ми раскажеш малку за патување пеш. Сега моментално тоа е новиот документарец кој што ја започна својата европска турнеја, што туку се врати од Женева, паралелно имаше неколку проекции во Копенхаген. Така, да, добро. Светската премиера беше во Њујорк, на еден од најголемите фестивали за документарни филмови. Прекрасно. Ти честитам. Фала. Кажи ми зашто станува збор во овој документарец? The Walk или Патување пеш е документарен филм кој што го следи патувањето на еден многу необичен протагонист. Тоа е кукла од 3,5 метри, која што е движена од тројца актери акробати истовремено, кои што се движат како едно, и таа кукла представува дете бегалче кој што го поминува патот од сириска граница низ цела Европа за да стигне до Англија. И е театарско шоу кое што е направено според вистинска приказна на сириско девојче кој што се вика Амал. Прекрасно. Како поминавте на фестивалеве, како се поминува Женева, како го прифатија? На фестивалите имаше многу различни реакции. Бев доста изненадена, мислам, и за Медена земја беше тоа искуството дека од фестивал на фестивал многу зависи од политичките, културолошки сваќања на таа публика како ќе одоживеат филмот. Во ситуацијава светската премиера во Њујорк беше да кажам, по-судена, бидејќи во истиот момент се случи премиерата кога значи ескалираа настаните меѓу Израел и Палестина, и за жал филмот многу повеќе доби една друга конотација, бидејќи таму има една од ликовите, значи една од тие папетери кои што движат куклата, која што е актерка од Палестина, и многу повеќе вниманието беше насочено конкретно на нејзе и таа приказна, и малку се избега од поентата дека филмот е многу поуниверзален и е направен со цел да се свати патувањето на сите бегалци и што е во суштина бегалец, дека не е само бројка. Меѓутоа, бидејќи Америка е нели многу про-Израел целата таа ситуација, имаше некоја така по непријателска, да кажам, вибрација кон филмот. Меѓутоа, од друга страна, имаше огромна бројка на бегалци кои што беа дојдени на двата скринизи во Њујорк, и тие си заминаа со плачење, многу лично. Многу лично го доживеа, и поради нив ми е кеф што сум го направила овој филм и знам дека таа публиката која што сакам да го види во иднина. А од друга страна, европската премиера во Женева помина сосема со друго чувство, бидејќи Женева е официјално најголемото пристаниште за бегалци во Европа, каде што се дефинитивно најприфатени. Тоа го имавме и како доказ во текот на целото движење на тоа театарско шоу. Значи, многу се трудат да отворат врати, да направат некакви пристојни услови за бегалци, така да таму имаше сериозна и домашна публика, но и бегалци кои што филмот стварно го прифатија онака со многу восхит и со желба да циркулира тој филм многу повеќе во нивната земја. Кога кажуваш театарска, мислам, имаше некаква инспирација тоа да дојде од некаков театар или мислам? Па да, тоа е уствари најубавото во приказна, што причината поради која што јас сакав да влезам во тоа и да го работам. Значи, целото тоа шоу е настанато од независен театар. Супер.
И ова сакам и да го дам како пример за функционирање и битност на постоење на независен театар и на независни филмски и театарски институции од тој тип. Значи, група на млади актери си имаат собрани уште како студенти, го имаат започнато тој театар кој што во најкризното време во Англија, во најголемиот наплив на сириски бегалци, ти одат по камповите и организираат кастинзи и прават театарски представи кои што се инспирирани од самите животни приказни на тие бегалци, со цел талентите од тие кампови да ги извадат и да им помогнат да најдат документи и место во британското многу затворено општество во тој момент. И во целото тоа ја наоѓаат најинспиративната приказна на девојчето Амал, која што тоаш има 9 години. Успеваат да ја однесат на Пикадили. Значи, представата станува толку популарна што продуцентите што ги откупуваат правата, решаваат да ја однесат во живо, значи да го покажат патот на девојчето од кај што тргнало од сириска граница и да играат представата, значи во секоја земја кај што поминала Амал, се до Англија. Меѓутоа, поради тоа што девојчето се уште нема 100% решен статус да излезе од земјата, како одговор на тоа, на незината неможност да учествува сама во сопствената представа, тие ја градат огромната кукла Амал по нејзино лице, по нејзин лик, и решаваат, значи, со тоа да дадат еден, значи, као еден стейтмент да остават во светов, дека бегалците не се невидливи, значи да не можеш да свртиш поглед од таа кукла и дека не сакаат да бидат видени како марионети кои што се контролирани од други за нивните движења. Значи процесот е на некој начин таков истражувачки, врз база на некоја импровизација, што е многу, многу интересно. Мислам, добро, кај нас реално морам да кажам дека и независниот театар во задниве неколку години станува се поразвиен од институционалниот, така да ова е супер како некаков апел да, ако некој има желба да направи некаков истражувачки театар. Кажи ми, дали после Ханиленд полесно се оди пеш, за да стигнеш до втор документарец? Па сега, најверојатно да, меѓутоа патот кој ќе полесно се доаѓа можеби до шансата да направиш нов документарец, меѓутоа патот е исто тежок. За овој филм исто така сериозно многу труд и мака за финанси доживеавме, иако се работи за многу голема продукција со Оскари позади себе, со номинации, Грейм продукција од Англија. Значи, патот за реализација на еден документарец останува еднакво тежок, но тоа едноставно нема бегање. Во последниве неколку години сме сведоци дека македонската кинематографија се движи и се развива се повеќе и подобро, но што мислиш дека се должи тоа? Зошто не требаше толку време да станеме претпознатливи? Моето лично сваќање на тоа на доаѓање на нови генерации кои што не пристапуваат од толку многу од некоја егоистична призма на професијата, туку многу повеќе сакаат да бидат отворени кон светот, да научат како функционира таа индустрија на светско ниво, да донесат некои новитети дома. Значи, многу повеќе денес авторите одат по разни работилници за развој, шетаат по фестивали многу повеќе, значи се отвараат кон копродукции, и тоа е суштински, бидејќи не сме заглавени само во некои локални теми кои што си ги цениме само ние, особено на историски теми од кои што беше стварно многу инфициран нашиот филм. Многу повеќе се работи за современи теми и веќе почнуваат сериозно да се отвараат и кон други жанри, што е одлично. Да, јас мислам дека тоа што го кажа сега, дека се развиваат поквалитетни сценарија со современи теми кои што кореспондираат со времето во кое што живееме, мислам добрата насока во која што се движи оваа наша филмска индустрија. И сега на почетокот кога кажав лични теми, сакав повеќе да се избориме како е да се занимаваш со уметност во оваа држава. И јас ќе почнам од себе. Јас сум фриленсер веќе 7 години, тоа го знаеш. Од време на време работам на проекти, дали е филм, дали е представа, дали е театар, затоа што филм е малце дискутабилно, затоа што во држава каде што се снима филм на годишно ниво 1 до 2, да речеме,
Со тоа што не сум ни сигурна Толку. дали последниве 2 години, претходните 2 корона, дали е толкава бројката, али сакам да кажам на толкав број на глумци, мислам колкава е веројатноста да добиеш улога колку и да си талентиран. Па некако прифаќаш повеќе позиции за да преживееш. Така да не мислам дека судбината на еден невработен актер и еден невработен режисер се премногу различни, но како преживува еден режисер во оваа држава? Или еве ако сакаш, извини да го преформулирам, како преживува еден режисер со 2 номинации за Оскар во оваа држава? Па, искрено ти кажам, во оваа држава правилата не се номинации. Има други правила на игра, за жал. Да. Така да не е многу голема разликата од тоа како преживува режисер со номинации или без номинации, за жал. За жал, премногу е се корумпирано и политички инфицирано. Многу повеќе можам да кажам дека ева режисер со 2 номинации може надвор да преживее. Значи се бориме сите против тоа, нормално. Апсолутно. Меѓутоа некако се чини дека ако не се бориш со надворешни оружја, као тука да немаш метод како. Значи, еве например после Меда на земја јас почнав да го работам, значи во време на ковид направив еден краток филм кој што беше чисто за да не стагнирам. За Соломот збориме така? Да. Значи сепак и понатаму сакам да работам на проекти кога нема финансии, кога нема услови, значи не сакам да запрам тука и гледам доста ентузијазам да вложам. Меѓутоа после Меда на земја проектот на кој што се насочив беше The Walk, одење пеш. И сега сум насочена на првиот долгометражен игран филм, нели, кој што има еве 7 копродукции, меѓутоа се уште е во застој некаков од внатрешни домашни причини. Домашни причини, така е. Така да на крајот советот што можам да го дадам е без разлика дали значи еве да ги земам тие номинации. Мислам дека секој автор треба што повеќе може да се насочи кон надвор, кон фестивали и работилници од тој тип, за да некако го бутне каменот дома. Ето така, тоа можам. Да, тоа знаеш како сега и тој период на корона влеговме во некоја летаргија, мислам дека. И се некако таа удобна фотелја која што седиме станува се поудобна и поудобна и од една страна, знаеш, тешко е да најдеш и да најдеш таа мотивација за да почнеш да работиш, ама од друга страна тоа па некако те убива. Така да се согласувам за тоа, ние малце тешко не е да излеземе од таа комфорт зона и да почнеме да работиме на себе и на тоа што сакаме да го работиме. Така да ова е супер пример. Не знам дека Соломот си го направила без никакви финансии. Да. Одлично, супер. Па затоа сметам дека независен театар еве конкретно го земеме е нешто кај што еве мислам независен филм не може нели до толку да се направи на истиот начин како што може независен театар, сепак требаат некои основни финансии за филм. Меѓутоа затоа го дадов примерот од The Walk, бидејќи е комбинација, многу интересна комбинација на филм и театар. Значи секогаш вреди да почнеш нешто, макар и сами тоа ќе си го најде патот и ќе расте, се дека упорно го буткаш. Се согласувам со тоа што види за независен театар, мислам дека ти требаат некакви основни финансии. Мислам тргнувајќи да речеме од простор. Да. Не треба премногу, се согласувам, ама мислам дека ти треба некаков таков скромен буџет да можеш да почнеш од некаде. И веќе кога сме на темава, бидејќи го имаш прошетано пола свет и си била на разноразни фестивали, верувам дека Ханелент има премногу помогнато во смисла на фестивалски успехи и се останато, али колку тебе како автор ти има помогнато да најдеш повеќе работа, не ке нас, него зборам и за надвор, колку ти имаат препознаено во таа смисла? Па јас се осеќам дека сум прилично препознаена и дека сега веќе си го буткам патот сама некако. Мислам, дефинитивно ми помогна сериозно тој филм и тоа е пример, тој филм е пример за вложување во нешто речиси независно. Таа смисла, значи, кој што е почнато многу скромно, многу неамбициозно, со многу мали финансии и кое што е избуткано тие 4 години до тој степен до кај што е, така да
тој труд е препознан дефинитивно, да. Сега би сакала малце да те прашам за што мислиш колкава е застапеноста на жените во филмската индустрија, во сите сектори одделно и колку мислиш дека има простор да бидат застапени? Па, освен некој чуден феномен во сектор режија што се случува последниве години, кај што доминираат жени, во другите сектори е многу тажно и мислам дека има сериозна дискриминација. Зошто е значи мислам дека еве ситуацијата конкретно да има повеќе жени режисери или да има повеќе женски улоги исто така, да не го изоставиме моментот, по сериозни женски улоги во македонскиот филм денес, е исто така еден момент на странско влијание врз оваа земја, кај што значи сериозно се поддржува феминизмот на страна. И па нешто се има сменато во тие сектори кои што се експонирани во јавност, значи кои што се као носители на филмот. Меѓутоа во позадина на филмот сериозно отсуство на женски филмски работници има. Јас тоа го гледам како стварно, мислам, нешто кое што мора да се смени. Значи имаме можеби само една жена снимател која што се задржала толку години во таа индустрија. Монтажери, монтажерки, значи бројот е дефинитивно, значи многу поголем. Многу е, да, голема разлика. Во другите сфери онака се смета се уште со некои такви заостанати сваќања дека жената не е доволно силна да носи опрема или не знам или да поминува по 18 сати на снимање. И стварно би сакала тоа некако да се тргне веќе од тие, значи, сваќања и да почнат поголем број на жени да работат во позадина на филм, бидејќи има една многу голема сила, истреност и убавина во процесот која што може да донесат жени во позадина на филмот. Да, тоа што го спомна за дека немаме жена која што е директорка на фотографија кај нас. Со тоа што уствари Марина Колоска пред неодамна, мислам дека го сними својот прв краткометражен филм како директор на фотографија, со тоа што она има искуство повеќе од 20 години како фокус пулер. Така да јас тогаш сватив дека ние немаме жена директорка на фотографија. Тоа е неверојатно. Кажи ми, дали во било каков случај или ситуација си имаш почувствувано дискриминирано или загрозено на некој начин во оваа индустрија само затоа што си жена? Па секако дека да. Секако дека да. Значи не исклучено е тоа. Кога ја работиш оваа професија и тебе ти е јасно самата. Апсолутно. Мислам се зависи од кој аспект. Извини што те прекинав. Јас можам да кажам за себе дека повеќе си имам почувствувано објективизирано, да речеме, пред камера или експлоатирано од друга страна, или би сакала да го чујам и мислам твоето искуство. Па се различни ситуации се, меѓутоа генерално проблемот е во тоа што и кога почна кај нас целото тоа, да кажам, движење за контрапредрасуди, значи што повеќе жени влезат во индустријата, има еден момент кај што во ред нека биде жена во индустријата, ама да се понаша машки ако може, значи да не е жена, па што да биде на нивото на. Значи во тој поглед мислам дека на сите што се делат ова им треба некое време да ги надминат тие предрасуди, значи да станат имун на тие предрасуди дека не треба ти да бидеш машкуданка за да си жена во индустријата. Ти треба да си жена тоа што си во индустријата едноставно и со тоа носиш твојата сила и моќ во процесот. Дали сум била дискриминирана? Да, меѓутоа и тука ќе кажам дека кај нас лично мислам дека уште поголема дискриминација има на ниво на возраст отколку на ниво на пол. Тоа е уште потрагично за мене и тоа е не само во нашата индустрија, туку во сите институции. Значи, млади луѓе не може да дојдат на ред да го покажат својот авторитет и да покажат што можат. И своите сознанија кои што ги собираат од, значи, со многу побрзо темпо, своите искуства кои што ги собираат, едноставно некако као да не им е дозволено тие по етаблирани слоеви кои што не ќе да пуштат нешто ново
да се пробие. Јас само сакав да додадам на ова во однос на кога спомнав за експлоатација. Оно што најчесто сум се соочувала е момент на една обраќање од позиција на моќ, кој што најчесто тој однос бил, да речеме, не знам, предаторски. И многу често сум доаѓала во ситуација со тоа што сега се помалку затоа што нели искуството си го прави своето, веќе имаш изградено некаков однос и став, али најчесто мене како актерка ми има доведено до изборот да ми има по секоја цена или да ме нема по мојата. Значи тоа некако и сум се почувствувала вербално силување сум доживеала. Али мислам дека тоа се повеќе и почесто се менува во последно време, така да многу ми е драго за тоа. И сега веќе кога сме кај тоа, тргајќи од Ханиленд, каде што беше единствената жена во целиот авторски тим, колку ти како жена режисерка се солидализираш и даваш можност да имаш жени соработнички во твоите проекти? Па сега зависи до проектот, зависи до потребите на проектот. Во конкретниот случај тоа беше една прекрасна екипа која што сите тие беа љубители на документарен филм, а тоа е стварно реткост. И сега е реткост, за жал. Гледам дека некако нема особен интерес за документарци во земјава и ми е многу крива за тоа, бидејќи не можам да објаснам колку е плодно тоа поле за документарни филмови во оваа земја, колку приказни има, колку се отворени луѓето за работа на документарни, како што можам да споредам со пример со други земји. Значи едноставно невозможно да снимиш документарен филм. Како што одиш по северно, станува поневозможно од многу аспекти. И со тоа ќе кажам исто дека би сакала да видам во иднина многу повеќе жени со интерес за тоа конкретно, ева, за документарен филм, за тоа можам да зборувам моментално. И би сакала да соработувам нормално со многу повеќе жени. Сега кога спомнав за документарни филмови, дали мислиш дека Ханиленд ќе го гледа да немаше 2 номинации за Оскар? Во Македонија? Да. Апсолутно не. Апсолутно не. Да, тоа сакав да прашам колку реално е развиено. Мислам според тебе колку е развиено. Ние треба да продадеме нешто надвор за да ни го продадат дома после. За повисока цена. Тоа сакав да прашам колку реално е кај нас развиена културата за документарци. Дали имаме публика за документарни филмови? Еве според тебе. Апсолутно немаме публика, бидејќи немаме ќе свртам тоа со она што спомна за конформизмот, значи немаме критична маса пред се. А кога немаш критична маса која што ќе се бори против системот, немаш публика за документарци, бидејќи тоа е публиката која што гледа документарци, таа критична маса што сака нешто да смени. Значи, едноставно тука е полесно да живееш на тој конформизам, бидејќи многу тешко паѓаат промените и вада полесно само да ги отупиш сетилата и да тераш на еден начин. Многу ми е мило тука, затоа ќе спомнам Македокс, кој што е единствен фестивал за документарен филм и кога стварно го поддржувам. Еден од најголемите на Балканов. Да, така е. Мислам и станува се поголем на ниво. И јас почнав на Македокс, мислам и целиот интерес за документарен филм беше многу подкрепен кај мене поради волонтирањето на Македокс и бидувањето со таа екипа таму. Имаше многу убави работилници со професионалци од кои што многу научив. Прекрасни филмови што ме инспирираат, така да ми е мило што постои тој фестивал, бидејќи гледам дека привлекува и се повеќе луѓе кои што се далеко од документарен филм. Веќе почна да има сериозна публика. Веќе сме на самиот крај. Моментално не ти се случуваат малку работи, како што спомна, само ја добивте 7-та копродукција за новиот филм. Но дали имаш нешто во најава моментално, дали сакаш да споделиш со нас? На што работиш моментално? Па моментално, паралелно на рани припреми за играниот филм, работам на нов документарец. Добро. Кога не можам да пофатам, добро. Во слободно време. Не, онака немам доволно време, ама си работам, да. Да, премногу е рано, не би зборала се уште. Нема потреба, разбирам. Тамара, фала ти многу што ми беше гостинка на мојот нов водкаст.
така ќе го викаме од сега. Ти посакувам многу успешни фестивали и едве чекам да го гледам новиот документарец. Фала, Тамерче. Фала на покана.